Здраво, драги гледачи! Еве како се договоривме со суперзвездите. 3-4 мафтаме! Гледате колку сме весели, стрекни и расположени. Секогаш сме вакви кога се јавуваме од местото кое е наш дом, а тоа е игротеката Be happy! Be Happy. Тука што правиме во текот на целата година? Си играме. Играме, пееме, скокаме, така? Да. Тука сме за да се дружиме, тука сме за да ги поминеме нашите најубави моменти, тука сме да ги поминеме нашите родендени и воедно да ги снимаме голем дел од нашите емисии. Така да сите оние кои не биле ги каниме каде да дојдат во? Be happy! Ете така, денеска Супер Звезда има специјално големо изненадување за сите вас, драги гледачи, поготово ќе правиме една емисија која што е вистински невидена до сега, ќе одведеме во светот на големите тајни на оние малечки, но многу вкусни работи кои дечињата многу ги сакаат. Кои се тие мали вкусни работи кои вие многу ги сакате? Има ли нешто такво? Да, лижавчињата. Лижавчињата, да, сакаш ли ти злато лижавчиња? Да. А Никита, сакаш ли ти лижавчиња? Кај си? Кога си? Да. Матеј, сакаш лижавчиња? Јадеш ли лижавчиња? По колку лижавчиња вие јадете на ден? Ја по 100. И по колку? Ја по милиони. Леле, а ти? Леле, какви луди прекрасни одговори добивме овдека. Ете доказ дека сите деца ги сакаат лижавчињата, а верували или не, ги сакам и јас. И тоа не е така тешко да го сокријам. Денеска ќе ве одведеме во светот на лижавчињата и не на било кој лижавчиња, туку во светот на најдобрите лижавчиња. А кои се најдобрите лижавчиња? Дали ги знаете? Најдобрите лижавчиња, еве ги пишува овдека позади мене, се викаат Candy Planet и специјално ќе ви ја презентираме колекцијата Disney, меѓу останатите колекции на лижавчиња со кои што денеска ќе се запознаеме. Расположени да направиме една ваква емисија? Сите оние кои што се пред телевизорот може да седат и да уживаат во оваа емисија, а оние кои што спијат, одидете, разбудете ги и кажете им дека има нешто специјално што мора да го видат. 3-4 правиме пауза. За оние кои малку подоцна се вклучија, драги гледачи, денеска Супер Звездите се наоѓаат во игротеката Be Happy, а наша цел и задача е денеска да ве однесеме во светот на некои мали прекрасни нешта кои дечињата премногу ги сакаат. А тоа се, кои се тие мали нешта? Лижавчињата. Веруваме дека не само вие, драги дечиња, туку и вашите родители се тие кои што ги конзумираат, а за да дознаеме нешто повеќе за лижавчињата, што се лижавчињата, кој ги прави, каде се прават и која е се нивната намена, денеска ќе дознаеме во разговор со нашиот домаќин, а гостин во оваа емисија ќе ни биде Џоле, кој доаѓа директно од фирмата Candy Planet Високомерц. Добре ни дојде, Џоле, како си? Добро ве најдов, добро сум. Вие како сте? Одлични сме, супер, петка, сите спремни, расположени и чекаме. Имаме многу прашања, наоружени сме? Да. Со премногу прашања, дали си подготвен за одговори? Топ, нема проблем. Ете така. Сега ги одговориме на децата што ги интересира. Пред да почнеме, мене ме интересира дали и ти јадеш лижавчи. Да, обавезно. Какви лижавчиња ти користиш? Дизниленд. Disneyland, значи Disney колекција, Candy Planet лижавчиња, така? Да. Ајде да видиме сега, дечки, спремивте ли вие прашања? Кој има прашања да видам? Ајде, кој има прашања, крена рака. Оваа женска одека, ајде, Ива за почеток, повели злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ива Димитриевска и сакам да прашам што е тоа Candy Planet. Прекрасно прашање, значи, Џоле, стварно, што е Candy Planet? Candy Planet е фирма за производство на лижавчиња, гумени бомбони, значи десерт кои што не содржат чоколад. Значи, ова се исклучува производи кои што се не чоколадирани? Да, исклучиво производи кои што не се чоколадирани. Значи, брендот Candy Planet има повеќе производи од најмалите па до најголемите. Така, предноста во тоа што не се чоколадирани, значи во лето нема шанса да се стопат. Да, во лето не се топат лижавчињата, значи не е како чоколадото да се растопи, значи можеме да ги конзумираме во секој годишно време. Благодарам, одиме сега понатаму со второто прашање. Има ли некој спремно второ прашање да видам да ви овде женски? Некоја женска, оваа овдека најголемата Ана. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ана и сакам да прашам во кои земји ги има производите на Candy Planet. Супер, убаво прашање. Значи, каде све ние можеме да ги најдеме овие производи? Значи, производите на Candy Planet ги има во Европската Унија, значи во сите земји од Европската Унија, Франција, Германија, Полска и во Македонија. Значи, ние сме застапници за Македонија. Така, значи, ова е пред се интернационална фирма. Да, интернационална фирма со седиште, значи, во Полска,
застапница за Македонија е Визокомерц. Благодарам, одличен одговор. Да видиме сега следното прашање кој ќе го постави. Ајде да видиме прво оваа женска, повели Злато. Здраво, јас сум Јана Дишковска и сакам да прашам какви се лижавчињата на Candy Planet. Стварно ова е убаво прашање. Јас сум видел разни форми, варијанти, разни вкусови пред се, но и разни по состав. Какви лижавчиња прават Candy Planet? Значи имаме тврди лижавчиња, желе лижавчиња, мачмало лижавчиња, марципански лижавчиња. Значи тие се лижавчињата кои што во моментот ги имаме ние. Значи лижавчиња не се сега лижавчиња како ние на времето кога бев мал, па имаше само едни и немаше други. Сега имаме во сите форми лижавчињата, зависи значи детево што ќе одбере, значи желе лижавче, тврдо лижавче, мачмало лижавче, марципанско лижавче. Ме интересира лижавче како лижавче. Наменето пред се нормално за деца, но дали може и возрастни да конзумираат? Да, значи нема возраст за конзумирање на лижавчињата од 7 до 77, значи. Може и на баби над 80. Може и баби над 80. Например, за деца има ли граница возраст? Кој е најмалото дете што може да конзумира лижавче? Значи нема граница. Нема граница. Сега на бебе фала Богу не може да се даде лижавче, значи од година па нагоре. Веднаш, значи, што може да го владе, треба и да му се даде. А колку лижавчиња треба на ден да се јадат? Дечки, вие јадете ли лижавчиња? Те јадеш ти лижавчиња, Злато? По колку? Ти не јадеш, а ти, Злато, јадеш? Да. Значи има некој не јадат, некој јадат, ти Мате јадеш? Да, Ти по колку лижавчиња на ден јадеш? поедно. По едно, ти теа колку јадеш? А кажа дека не јадеш денеска, значи ти, Злато? Поедно. Ти по едно, а ти? По две. По две, ти, Злато? Поедно. Има ли препорачлива доза лижавчиња на ден, дека, например, треба да се јаде едно или да не се јаде ни едно, или дека треба да се јадат 8? Колку лижавчиња треба да се јадат, еве, например, неделно? Се неделно зависи од детето, например. Нашите лижавчиња се од природни, значи, материјали. Значи не се штетни прво за децата. Целиот состав на едно лижавче е направено од природен материјал, од витамини, од боење, од составот целиот од природен материјал, значи не се штетни прво за зъбите, а потоа и за целиот организам на децата. Значи, стварно е збор за лижавчиња во кои што апсолутно природата е преточена. Да, значи сите лижавчиња се од природни материјали. Нема некои штетни работи како конзерванси и слично? Не, без конзерванси, значи и на самата опаковка се пишува дека лижавчињата се без конзерванси. Тоа се лижавчиња кои што ја би ги јадал, например, најмалку по 5 на ден, драги гледачи. Така да ќе ми видите Маце со поголемо меше во следната емисија. Сега да видиме има ли некој уште спремно некој прашање вака што сака да го постави? Ова женска, а одека повели Злато кој е твоето прашање? Добар ден, јас сум Анастасија Канафловски и сакам да прашам од што се прават лижавчињата Candy Planet. Така, значи кажавме од што во суштина се прават лижавчињата. Сега кои се главни состојки вака што ги има во едно лижавче? Лижавчињата Candy Planet се прават по најдобар светски стандард, значи хисап. Нивниот состав е од витамини, спирулина. Што е тоа спирулина? Спирулина е значи заштита на детето. Тоа е за имунитет што им помагаше за подобар имунитет. Понатаму? Потоа има значи пчеличен восок, млечна киселина, овошен шеќер, природни бои, калциум, витамин Е, витамин А, зависи значи во кој лижавче кој витамин го има. Значи нема ништо штетно. Нема ништо штетно. Ајде да видиме следното прашање ќе го постави кој? Повели Злато? Ајде. Јас сакам да прашам од која земја се прават лижавчињата. Што убаво прашање. Во која земја значи се прават лижавчињата? Значи лижавчињата на самите лижавчиња пишува дека е во Европска унија, иначе фабриката е во Полска. Фабриката се наоѓа, сте биле во Полска, вие тамо да видите? Да. Фабриката е чудо некој? Чудо нешто. Фабрика значи како цело лисиче. Да, колку цело лисиче е голем. Да. Јас сум слушнал дека кога се влегува во фабриката како да се влегува во бајка. Да. Сите јунаци, па Јунаци се на почетокот значи на фабриката. Во моментот кој е производство оди, тие се ставени значи направени како скулптури. одлично. Одиме сега со следното прашање кој ќе го постави? Ја. Ајде пак Злато повели. Твоето второ прашање е како?
Кои ги дизајнирали жавчињата од Candy Planet? А, шубаво прашање, ги дизајнирале некои овие лижавчиња? Значи елитата за производство на прехранбени производи. Значи тие го прават дизајнот на лижавчињата Candy Planet. Значи не е било кој, него најдобрите дизајнери го прават. Ова се лижавчиња кои што пред се дизајнирани, па се додаваат вкусови и на крајот се добива комплетен производ. Да, прво е дизајнот, па производот, пакување и дистрибуција до земите во кои се продаваат. А сега следно прашање ќе постави кој да видам, ајде? Леле, ајде Ана, повторно Злато, кој е твоето прашање? Моето прашање е дали овие лижавчиња ги има и во Дизниленд? Убаво прашање, дали овие лижавчиња вистински се продаваат и во Дизниленд? Да, значи лижавчињата се продаваат во Дизниленд. Ете, научивме сега многу интересни работи на тема лижавчињата, но тоа не е се, драги гледачи. Уште повеќе ќе научиме после кратката пауза. Сакате пауза? Малце паузираме, потоа учиме уште еден круг, нови работи кои што ни интересираат за Candy Planet, Disney колекцијата, најубавите лижавчиња на целиот свет, а потоа може и некој да ги проба. Кој сака да проба овде лижавчиња? А сакам и ја. Правиме пауза? Правиме. Невиден амбиент и атмосфера, драги гледачи, овдека во игротеката Be Happy. Како се чувствувате тука? Убаво! Добро е? Да. Одлично. Да. Поубаво може да биде? Не може. Има ли поубава игротека од Be Happy? Нема. Ова ли е најубавата? Вин брате ме бакне женашите, драги гледачи, од најубавата игротека, заедно со најубавите лижавчиња на целиот свет, а тоа се лижавчињата на Candy Planet. Како што кажавме на почетокот, за ние кои малку подоцна се вклучија, наш денешен соговорник Џоле. Џоле, како си поминуваш овдека со супер звездичките? Супер е. Журка, се журкаме ние, се журкаш и ти? Јас исто така. Вака, имаше некои прашања на кои што не дадовме одговори. Ива ќе постави едно од тие. Ива, кое беше твоето второ прашање, Зло? Здраво, јас сум Ива и сакам да прашам дали оние лижавчиња што се продаваат во Македонија се исти со оние што се продаваат во другите земји. Ајде сега, Џоле, да ни кажеш. Исти се лижавчињата, значи нема разлика каде се продаваат, сегде се дистрибуират во сите земји од Европската унија и сегде во светот. Само што оние лижавчиња кај нас што коштаат 30 денари, на пример во Германија коштаат 1 евро и 20 центи, во Грција коштаат 1 евро и 50 центи, дека 2 евра во Франција кај во Дизниленд. Во Дизниленд, така е, значи ние имаме шанса истите да ги конзумираме за најевтина цена, драги гледачи, а тоа ни го возмужи кој друг ако не Батко Џоле и фирмата Визо Комерц кои што ги носат истите лижавчиња овдека. Супер. Има сега некој овде друго прашање да постои, Батко Џоле чека. Ајде, гледайте сега, ова женска какво прашање ќе постои. Елеонора, повели? Здраво, јас сум Елеонора. Сакам да прашам кои јунаци ги има На овие лижавчиња? на овие лижавчиња. Леле, какво прашање, браво, бре, Елеонора. И јас сакам стварно да знам. Кои се јунаци ги има, например, на овие лижавчиња? Значи ги има принцезата, Вини Пу, Кралот Лав, Мики Маус, Мини, Шилјо, Паја Патарот. Впрочем, ај вака да не збориме, ќе може ли да ги видиме, например? Може да. Ајде да почнеме да погледнеме, значи, какви лижавчиња има се во програмата на Candy Planet. Еве го овој каталог, ајде да видиме. Значи овака имаме спиралите, тропските риби се дадени тука и хорор. Значи, оние кои што сакаат риби и спирали имаат све, оние кои што сакаат хорор филмови имаат хорор лижавчиња. Сега исто имаме, пошто во зимно време нема лубеници, имаме лубеници. Така, можеме и зима да јадеме лубеници. Тоа има жолта каква што нема кај нас на пазар. Да, тоа е бела лубеница, значи. Освен некој ако не купи некоја зелена, така недозрена, еве ги овие се вкусни и тие што се жолти, и тие се црвени имаат. Тие си имаат, значи сите си имаат различен вкус на лижавчињата, значи. А овие сега какви лижавчиња се овде? Тоа се, значи, смешко. Смешковци, смајли смешковци, браво. А ова сега ме интересира какви. Значи овошјата, сите овошје, значи лимон, праска, Грозија гледам овде. тука има јагода, значи Сака ли некој лимон са еден да му даеме да изеде на брзинка? Да, сака.
Джоле, какви се овие овдека ми интересира, ова се со некој, значи чудовишта тука, има и лижавче чудовиште? Да, има лижавче чудовиште, значи. И ти Еле, какво е страшно, бре. имаме, значи, како кучиња да се сеќаме коска. Ове се какви? Коска лижавче. Коска лижавче, леле, а ова исто спирал? А спирали само поголеми, за А ова? поголеми деца. А кој ќе биде подобар и повеќе ќе заслужи, ќе добие и поголемо лижавче, тие поголеми. Сега одиме навака да видиме ова што е. А тоа се значи лижавчиња со порцелански кукли за најубавите девојчиња, како што се девојчиња убави, така си куклички убави тука. Аман бре, зари такви има, леле, бравос. Потоа имаме цвет лижавче, а оваа може на пример на мајките за 8 март. Мамо, еве ти лале, так можеш да си го изадеш. После Натре си има лижавче, во самиот цвет си има лижавче. супер, ама може и ние да ги јадеме, не мора мајкиве да ни ги јадат, например моето, ја ќе си го изадам. А мајка ми ќе честитам со честитка. Да. А сега ова? Ова е на пример со мобилен телефон. Како е возможно да има бре лижавче со мобилен? Така со мобилен телефон. Значи. Дај ми да ти гризнам од мобилниот, на. Так му гризнеш од мобилниот и му ја скинеш нулата, после нема нула. После не може да врти. Не може да врти, кај ќе врти, кој ќе му изаде човек нулата. Сакате ви овакви лижавчи? Да. А не јадеш ти лижавчи? Да. Со мобилен телефон би изела едно? Леле, супер да видиме овдека сега, например, што е понатака. Значи овие лижавчиња се желе. Исто од желе лижавчињата имаме тропски риби. И тие се доста вкусни, интересни. А овде гледам ја нешто специјално интересно, мене ова ме интересира. Шо лижавчиња се овие? Се значи прасинцата. Какви прасенца се овие, бре? Желе прасиња, значи. Ова се желе прасиња. Да, тоа се желе прасиња. И сега туку имаме и хамбургер, желе. А еве го бе хамбургер, кој сака може да јаде еден ваков хамбургер. Има и мече некое. А ова тука, дечки, што е? Слонче. А ова овдека? Зајче, леле, ко хубаво, супер, многу ми се допаѓа. Има уште? Дечки, ги знаете ли, кажете ми овие кои се? Вини Пуко знаете? Его Вини Пу и Симба. И Симба. Симба. Леле, ајде му ја гризнеме главата на Симба, може? Може. Може, так, Симба без глава, па ногата после, па опашот и цел ке го изедеме на крај. Охо-хо. А ова? Ова се значи мачмало, исто Симба во мачмало. Оу, колку убаво направи ова. Магаренцето од каде беше? Магаренцето Шрек. Од Шрек магарето. А, супер. Сакаат они. Они да, па се обожаваат. А ова сега ме интересира вака и гледачите да видат што е ова овде. Дечки, кажете ми. Принцезите. Која е оваа принцеза? Донизе. Која е? Јасмин. Јасмине, да, Јасмине. Првата која е? Пепела. Пепела. Ариел, значи Ариел. најдобрата сирена Ариел. Тие се опеани у песна во Супер Звезда Плюс. Катени ги пееше на времето, сега може дури да ги пробаме, да видиме каков вкус има, например, Ариел. До сега тоа беше невозможно. Ај сега ова да Тие видиме. кои се? Да видиме ова. Мики Маус и дружината, значи. Ова е Маја Патак. Маја Патак, Шилјо, Мики и Мини. И мини. Да. Леле, чудо, браво. Има уште? Има уште? Има уште, има. Сакате уште? Да. Сакаме, добро. Значи има уште. Сега да видиме, продолжуваме каде е. Ова што е овдека сега да ги видиме? Ова се мачмало лижавчињата. Тоа се 2D, значи, со фигури. Значи, ќе ти дадеме срце лижавче. Леле, и сега дали заче срце и мене ми се пријаде вако, че го гледам да ти кажам, ја би можел да ги задам сите што ги видовме до сега. Значи, ова тука ни се мачмало лижавчињата. Еве ги гледате, дечки, мачмало лижавчињата, значи овие се големи. Сакате такви? Од 50 грама се овие лижавчиња. Ту да се најадат двајца одедно. Да. Значи, овие се топ лижавчиња. Значи, едно- Мачмалото ми се мене најубави лижавчиња. Сега ќе ги пробате и вие ќе кажете дали се убави лижавчиња. Има ли расположени деца овде за пробување лижавчиња? Да! И јас сум расположен за пробување. А сега, Дарија, да видим има некој прашање. Злато, кој беше твоето прашање? Дали овие лижавчиња се само за деца? Кажавме и на почетокот нешто, ама дали овие лижавчиња вистински се само за деца? Не. Значи за сите се овие лижавчиња. Ама најмногу за децата.
за родители не се препорачливи затоа што толку се вкусни да кога ќе земат да јадат, ништо нема да остане за дечињата, така ли беше? Така е. Така да они може да пробаат 1 до 2, ама повеќето се за децата. Така, договорено Дарија да пукне. Кој сака сега да јаде ли? Сакам да јадам и јас, ме интересира дали овие лижавчиња имаат сертификат за квалитет. Да, има значи сертификат за квалитет и тоа ХАСАП сертификатот го имаат за квалитет. Без сертификат во моментот значи и кај нас и во Европска унија не може да помине лижавчите. Значи без тој сертификат ништо од лижавчето. Значи Џоле, сакам да те прашам, на пазарот има некои лижавчиња кои што личат на овие лижавчиња, дали се тоа истите лижавчиња или се некои други со оглед на тоа што на нив ја нема фирмата и марката Candy Planet. Значи не може да бидат исти. Значи мора лижавчињата, еве сега ќе покажеме. Еве ги лижавчињата, конечно гледачите да може да ги видат. Еве вака. Еве сега уште едни, вака. И уште едни, еве, Ива помагај, браво. Еве ги, значи што е разликата сега? Значи овака. На самата опаковка прво си има знак значи на Candy Planet. Еве го знакот. Потоа има баркод. На самото лижавче си има декларација. На декларацијата значи составот, од што е составен лижавчето. И фирмата која што го увезува. Еве го како изгледа, драги гледачи, да видите. Толку убаво претпоставам дека изгледа на камера, а можете да си замислите уште колку поубаво изгледаат овие лижавчиња во живо. Изгледаат убаво? Да. Значи совршенство се? Да. Што е разликата измеѓу оригиналот и фалсификатот? Значи вкусот, квалитетот, Боењето? бојата од почетокот до крајот кај тврдите лижавчиња, значи целото е обоено лижавче, не е само со шминка напред, како што се фалсификатите. Така, значи ова додека се лиже, бојата останува до самото стапче. Стапче, да. А кај другите кога се лизне, одма обелува лижавчето. Значи само има шминка, а потоа значи лижавчето останува бел. Чист шекер, така. Значи сега дознавме и откривме работи кои што не интересираат. Спремни да почнеме со јадење? Ајде, дечиња, секој да го земе лижавчето кој што сака да го проба, да видиме за колку секунди ќе ги снема лижавчињата од овде. Џоле, може да земам и јас едно? Може. Да, слободно земете, нема време за чекање уствари, така? Ајде да видиме да лапнеме и ме интересира Џоле за крај вака. Дали ќе го дочекаме тој ден кога Candy Planet и Визо Комерц ќе не одведат во Дизниленд? Па секако. Може и тоа да се случи? Може, да. Вистински? Вистински. Значи, јадеме лижавчиња, пакуваме, правиме некако вид на наградна игра и патуваме директно таму. Патуваме право во Дизниленд во Франција. Значи, сега е моментот кога се размислува, а една од следните работи кои што ќе следат во догледен период е одиме заедно со Candy Planet директно во Дизниленд, драги гледачи. Одиме сега да ги вкусиме лижавчињата, да видиме што ќе кажат супер дечките, дали се тие вкусни или не, дали се добри или не. Да видиме кои се тие лижавчиња кои на супер дечките најмногу ќе им се допаднат, а потоа ќе ги слушнеме и нивните коментари. Правиме сега кратка пауза.
Завршивме со дегустација на едни од најдобрите лижавчиња на целиот свет, лижавчињата Candy Planet. Еве ги супер звездите до мене, ќе кажат како им се допаднаа лижавчињата. Како беше, дечки? Супер! Вистински, Јана, како беше? Многу субаво. Си јадала ли побој лижавчињата? Не, Ива, кажи ми ти, како ти се допаѓаат лижавчињата на Candy Planet? Исто, многу субаво. А ти, Злато, Јана, како бе? Супер. Ти кој лижавче ти е? Се, ова ти е четврто поред, така? Да. А да видам кој изеде повеќе од едно? Злато, колку лижавчиња изеде ти? Едно. Едно, а ова се второто го чуваме, ќе го јадеме после. Договорено? Ти, Злато, колку изеде? Едно, две. Три за Ти колку изеде, Злато? да. Не, колку брзо ги јадеш. Сега дома нема да ручаме, така? Зошто нема да ручаме? Затоа што овдека Јадевме лижавче. лижавчиња. Ти колку лижавчиња изеде? Едно. Едно, леле, сега уште го джвакаш, браво. А Джоле, колку изеде ти? Јас едно. Едно изеде, браво, сте фативме да го јадеше тоа едно. И сега не ми кажавте, значи, какви беа лижавчињата на Candy Planet? Супер, имате некоја замерка? Не. Имате, добри беа? Да. Значи, овие тврдите лижавчиња беа вкусни, Да. а тие со желешто беа одлични. Да. А ви се допаднаа тие со мачмало, јадеше батко Джоле такво? Да. Значи, топ беа? Супер. Ќе јадеме ли пак? Да. По колку лижавчиња на ден да им кажеме мајките татковците, може да се спремат? Елеонора, по колку лижавчиња? По 100. По 100 лижавчиња секој ден, драги мајки и татковци, па сега вие видите како ќе излезете со нас на крај. Тука е некаде и крајот на нашата емисија. Ќе им пратиме ли бакнежи на нашите гледачи? И ќе им кажеме бидат добри, весели. И што друго да прават, да? Да јадат лижавче. Да јадат лижавчиња, да ги слушаат мама и тато. Тато И да гледаат и да гледаат супер звезда. А, ти многу Джоле што ни беше денеска гостин. Сега кој сака да го гушне батко Джоле што вака денес ни беше гостин и што ни дојде со најубавиот поклон лижавчиња за супер звездичките. Гучкање, сакање, слободно бацување, се што сакате можете сега да му правите на батко Джоле тука пред камерите. Уште еднаш ти благодариме што беше наш гостин во Супер звезда и што ни направи спектакл. Вистински не сме знаеле, значи, што све едно лижавче може да содржи во себе, а денеска научивме многу за нив. Ти благодарам уште еднашка. Фала и на вас и се гледаме во наредна прилика. Се гледаме во наредна прилика, а пак не за нашите гледачи. Чао, пријатно и до гледање. Чао, чао, чао.